Добар и убав ден, драги мои, и добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. На денешното мени имаме виенска шницла со салата од компир и кромит, малце закиселена, токму онака како што јадат во Австрија, и секако ќе направиме една многу убава и вкусна тава со прас и со печурки. Виенска шницла. Самото име кажува дека потекнува од Австрија, уште во 19-тиот век ја смислиле и едноставно сите ја прифатиле за тоа што многу едноставно се прави, многу е вкусна и оди со многу интересен гарнир, а тоа е као нашата салата со кромит, меѓутоа малце покисела. Во Австрија и во Германија ја оставаат на собна температура неколку часа, сама по себе да добие мала киселост и така ја јадат. Кога го видов и јас тоа прв пат се зачудив, меѓутоа салатата со компир и салата која е додаток на виенската шницла е навистина многу вкусна. Виенската шницла секогаш се правела со телешко месо. Меѓутоа, поради тоа што луѓето многу ја сакале и некои луѓе сакале да јадат и свинско месо, веќе во 20-тиот век шницлата ја направиле и со свинско каре. Тогаш не била виенска шницла, него шницла на виенски начин. Иначе, вистинското потекло на оваа виенска шницла се верува дека доаѓа од Италија, од телешкиот котлет кој се панира во презла, а потоа се пржи. Миланезе го нарекле. Некој си гроф од Аустрија го однел тоа во Виена, они само го усовршиле и така настанала таа виенска шницла. Ајде полека да почнеме. Прво што ќе направам е компирите, ќе ги исечам и ќе ги ставам во вода што врие, во која ќе додадам секако сол. Убаво да се сварат, меѓутоа не да се преварат. Многу скроп има овој компир и ножот се лепи за него. Да знаете дека кога и вам тоа ќе ви се случи, тоа е добар компир. Посебно кога треба да се прави некоја чорба или некоја манџичка за дома. Секогаш барајте компир кој навистина има доста скроп, а обично велат дека стариот компир има доста скроп за разлика од младиот компир. Ајде сега ова ќе ми биде сосема доволно за виенската шницла. Ќе додадам само сол. Прво ќе го земеме празот и како што кажав, ќе го исецкам на поголеми парчиња. Празот има една посебна блажина, поради која што навистина многу го почитувам и многу сакам да готвам со него. Да сме живи и здрави, во некоја следна емисија ќе ви направам и полнети сармички, ги викам јас, од прас, затоа што празот прво ќе го сварам, па потоа ќе го исечам на ленти, во лентите ќе ставам месо, ќе го завиткам и така едно до друго во огнеотпорно тавче се печат и навистина се многу вкусни. Сега да земеме путер. Путерот ќе си се растопи, а јас ќе го додадам празот да почне да се пржи. Месо за виенските шницли ќе најдете во секоја добро снабдена месара. Месото го купив од Гурман месата Насовски во населба Аеродром, затоа што секогаш имаат свежо месо и она што ќе им побараш, тоа ќе ти дадат. Додека празот се пржи, јас како што кажав, печурките ќе ги исечам на половина. Шампиньоните, секогаш бидејќи растат нели од земја и многу ниско, секогаш во нив имаат и по некоја трошка земја што се вели. Затоа ќе ги ставите во длабока вода пред да готвите, меѓутоа многу пред да готвите. Не сме така влажни да ги оставите повеќе од 15 на минути, затоа што ќе добијат црна боја и нема да бидат убави. Значи ќе ги ставите во длабока вода, добро ќе ги измасирате внатре да излезе целата нечистотија и потоа исцедете ги убаво, исушете ги и ставите ги вака во сад.
и можете веднаш да почнете да ги обработувате. Добра, температурата ми е одлична. Празот веќе почна да се пржи, неговата арома ја осеќам. Сегде кај што има праз, јас вистински уживам во тоа јадење. Еве ги, печурките се готови. И сега све заедно ќе ставам во тавчето, убаво и полека, да си се испржи, да зачинам секако со сол, да дадеме црн мелен бибер и секако зачинот без кое ова јадење нема да биде многу вкусно, дафинка. Една лажичка дафинка и тука завршуваме со зачините, освен пред да го ставиме на печење, ќе додадам во него и ситно сецкан макдонос. Сега ќе треба да го истенчиме месото. Велат дека не е виенска шницла ако е многу дебела. Виенската шницла треба да биде тенка, подеднакво тенка насекаде, свиленкаста, која ќе ја испанираме, која ќе ја испржиме, да биде многу вкусна и многу мека. Тоа значи дека и не бара многу долга термичка обработка. Ставите најлонска фолија. Ако имате малку подебела од таа класичната, ќе биде супер, ако не, 2 реда од обичната и сте завршиле работа и многу нежно, меѓутоа дел по дел треба да ја расшириме двојно од тоа што била пред да почнеме да ја истенчуваме. Велат дека треба да биде тенка. Дали знаете зошто? Затоа што кога многу кратко термички ќе ја обработуваме, тоест ќе ја поховаме во длабока маснотија, меѓутоа не многу длабока, ќе ви кажам после како ја спремаат во Австрија и во Германија. Презлата од озгора ќе добие убава румена боја, а внатре месото ќе омекне и ќе биде многу меко, душичка за јадење. Све испадна онака како што ви кажав. Погледнете оваа нежна структура, баш е свиленкаста. Вака треба да изгледаат сите шницли, тенки и свиленкасти. Сега ќе ги посолам и веднаш ќе почнам да ги панирам. Меѓутоа, бидејќи се печурките готови, сега во нив ќе додадам малце зеленчуков бујон, да го засилиме малце вкусот. И сето ова оди директно во тавче. Сега ќе додадам само малце сецкан макдонос. Ќе измешам и 200 степени, 20-25 минути ќе бидат сосема доволни. Оваа тава со праси со печурки да биде добро испечена. Таман за тоа време јас ќе ги испанирам и ќе ги испржам шницлите. Компирот си се вари полека, све си е како што треба. Сега е спремно да оди да се пече. Ова за мене е иначе највкусната вегетаријанска тава на светот. Уште убаво тазе лепче, кога си макнеш за мерак. Ајде да печеме. А ја да продолжам понатаму. Сега, што ни треба? Само да го проверам компирот. Одлично, компирот е готов. Сега ќе го исклучиме шпоретот, ќе го оставиме уште малце тука. И сега, што ни треба? Имаме брашно, презла. Јас нашата обична презла ја измешав со панко джапанезе презла, која е скромна презла и има многу убава боја. Меѓутоа во Австрија и во Германија ја прават со презла која е направена само од срединката на лебот, од белиот дел. Така да, таа е малце покрупна и
Многу важно, не смееме многу да ги стискаме во презлата шницлите, него треба да оставиме презлата комплетно да се залепи на нив. Сега, јајцата ќе ги изматам со малце водичка. Многу важна работа кога панираме е да не забораиме да ставиме сол во брашното во јајцето. Овој пат во презлата нема да ставам за тоа што панко џапанезе скробната презла веќе има во незе зачини и сол. Меѓутоа, ако панираме со обична презла, секако мораме да додадеме и сол за сето тоа да не биде несолено, затоа што ако е несолено, на многу луѓе и нема да им биде вкусно. Ставиме сол и во брашното и добро ќе измешаме уште еднаш. Сега ни остана да ги почекаме печурките и празот да се испечат убаво. Маслото за компирот со кромите веќе готово. Тавата за шницлите е исто така на оган. Ќе наместиме добро температурата и сега ќе го исецкам кромидот на многу тенки месечинки. Одлично. Загреано масло ќе додадам во компирот и ќе го додадам и кромидот и сега овој момент се допаѓа. Добро ќе измешам, ќе додадам оцет вински и ќе додадам бибер. Сега, во загреаното тавче ќе додадеме масло. Ова е сосема доволно. И што правиме сега? Малце сол. Водиме во брашно. Па во јајце. Токму затоа и овој начин на панирање се вика бечки начин. Сега ќе исцедиме од вишокот на јајце и ќе ставиме во презлата. Од озгора исто ќе нанесеме дел од презлата и многу нежно ќе стиснеме. Ќе земам една чинија, унизе ќе ставам хартија и како ги пржам шницлите, така ќе ги ставам во чинијата, а после тоа веднаш ќе сервирам. Еве ја чинијата тука, чекаме сега маслото да се загрее, а додека тоа се грее, јас истата постапка. Малце сол, па во брашно, истресете добро од брашно, ставете во јајце, така истресете убаво, земете ја готовата шницла, ставете ја да биде спремна за пржење и истата постапка не стискајте многу, оставете презлата сама да се залепи на месото. На тој начин ќе биде многу крцкава. Ајде да видиме сега дали е готово маслото. Уште малце му треба. Затоа сега јас ќе го појачам огнот. Не смее да биде
многу жешко. Од средна температура, малце повисоко, за да добијат убава и румена боја. Еве, втората, ајде сега и третата. Шниците ги испанирав и сега една по една ќе ги пржам во загреано масло. Видете, тоа е тој момент што ми е потребен. Тоа е таа боја. Токму затоа и месото е толку тенко и свилено. Погледнете. Кога ќе се одвои вака презлата од месото, тогаш сме направиле све како што треба. Да не заборавиме температурата да биде малце повисока од средна температура. Ако имате дома на шпоретот плин, наместете ја како што умеете и знаете, пошто знаете кога е јако, кога е средно, кога е слабо. А ако имате со потенциометар од 1 до 9, тогаш најдобро е да наместите на бројот 6. Тава со брас и со печурки. Многу вкусно. Една од моите омилени вегетаријански тави, како што спомнав преска. Исто тоа можете да го направите и како тава со ориз. Исто ќе биде многу вкусно. Го ставам на страна, затоа што онаа класика на сервис на виенска шницла со компир, кромит и месо. Многу едноставно. Компирот колку е добар. Сосема доволно за една порција. И сега врз него ќе додадеме 2 убави шницли. И секако 2 парчиња лимон. Сега, пред да кажам крај и довидување, сакам да пробам шницлата. Погледнете го пресекот натре. Месото е комплетно обработено. И сега да видам какво е на вкус. Најважниот момент е дека убаво и лесно се жвака, месото е меко и од озгора крцкаво. Имајте убава вечер. Виенската шницла не за џабе е прифатена ширум светот. Денеска испадна онака како што треба да биде. Затоа направете ја и уживајте бескрајно во нејзиниот вкус. Голем поздрав до сите мои пријатели кои ни овозможуваат оваа емисија да постои, а секако голем поздрав до моите пријатели од Гурман Мес Атанасовски од населба Аеродром и специјалистичкиот центар за физикална медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова во населба Лисиче. Имајте пријатна и добра ноќ.